Па, здраво и добродојавте во ново видео на каналот на Скратен корнер. Јас сум Кирил, веројатно ме препознавате, просторииве зад мене, веројатно не ги препознавате, ама ќе се навикнете. Сега за сега сме тука, ново е, мириса на ново, убаво е, фино е и сме тука со една многу убава причина. Сега, во моментите додека трае светското првенство, ја сваќаме моќта на фудбалот да не обедини, да не забавува, да не сплоти и да направи, да даде една заедничка цел на луѓето од сите страни на свет. Кај нас локално, тука во Македонија, една работа ги обединува фудбалските фанови, па дури и спортските фанови, веќе многу долги години. Веќе 75 години Вардар, клубот чишто дрес го носам денеска на мене, ставува наша најголема спортска гордост, ставува наш најголем спортски бренд и минатата среда го прослави својот 75-ти роден ден, како и 35-тиот роден ден на неговите комити. Убав јубилеј кој што се одржа на градскиот стадион во Скопје и се разбира, екипата на Скратен корнер беше таму за да ви го доближи доживувањето и нормално да ја почувствува атмосферата. Многу важен настан за македонскиот спорт, важен од повеќе причини, но особено важен од тоа зошто е Вардар. Многу важен од аспект на тоа дека не само скопјани и не само Македонија, туку љубителите на спортот од целиот свет кои што некогаш дошле во контакт со Вардар, денеска беа таму. Ако не со присуство на самиот стадион, преку стримови, преку поддршка, преку социјалните мрежи, преку телевизија, на било кој начин успеа да присуствуваат и да дадат свој мал придонес во одбележувањето на роденденот на Вардар. Значи, 75 години Вардар и 35 години комити. Не знам кој роденден е поимпресивен, ама знам дека прославата не беше само достојна, туку и ги надмина очекувањата. Вечер полна со спортски легенди, Вардарови легенди, познати лица, музичари, актери, лица од културата, кои што беа таму на градски за да покажат колку Вардар им значи, колку Вардар им е близок до срцето. И сега, иако компетитивниот фудбал е паузиран, Вардар сепак најде достоен противник за да го одбележи овој свој јубилеј. Се потсети на едни стари времиња кога не само Македонија, туку и цела екс-Југославија беше свесна за моќта на Вардар. Го покани босанскиот железничар тука на градски за да го одигра овој ревијален пријателски надпревар. Не само што го повика тука, го дочека како добар домаќин и го испрати како добар домаќин и на теренот успеа да го совлада со резултат 2:0. Символично надпреварот не заврши во 90-та минута, заврши во 87-та минута. Годината на основање на нашите драги комити. Многу емотивна вечер. Тука ќе го оставам Јове да ги монтира снимките и сликите и сето она што го имаме како материјал од таа вечер.
најважниот момент е дека ние, луѓето кои што бевме таму, си поминавме Значи, Вардар е емоција, е повеќе од само фудбалски клуб, од фудбалско друштво. Вардар се живее. Не е само дека се најува за Вардар. Вардар сме ние, Вардар сме луѓето кои што одиме и го поддржуваме Вардар. Вардар се сите македонци на секаде низ светот кои што се радуваат на неговите спортски успеси и е некако убав символ на она што значи македонштината и нели приказната на Вардар убаво се спојува со она што значи да си македонец. Полно душмани околу тебе, многу луѓе, многу лица, многу организации, многу страни кои што сакаат, кои што имаат интерес да те пропаднат, имаат интерес да го уништат клубот, кои што имаат интерес да Вардар не биде таму каде што бил секогаш. Ама Вардар е гигант и Вардар исто и како македонштината обстојува. Повеќе од било кога на 23 ноември на градскиот стадион се почувствува заедништво. Дека на вистина луѓето кои што се таму сакаат да бидат таму, дека ова им значи, дека ова е посебна вечер за. Ќе почнам, односно ќе завршам со еден субјективен коментар. Лично мене што ми значи Вардар? Вардар за мене се првите чекори, првото запознавање со фудбалот, првото одење на стадион. Тоа го памтам доста свежо, не знам, фудбалот ми е многу голем дел од животот, веројатно и логично е да го памтам тоа прво одење на стадион. Вардар против Работнички, не се сеќавам, мислам дека бев прво оделение или забавиште, така некако нормално со татко ми го напнав дека мора да одиме бидејќи го видов промото на некој од македонските телевизии и се работеше за дерби. Моравме да отидеме и од тогаш Вардар ми е во срцето. Првиот омилен фудбалер кој што сум го имал, Љупчо Марковски Калц, го носеше дресот на Вардар. Уште една работа зашто е логично да сум заљубен во него. Вардар ми го отвори патот кон интернационален фудбал. Ден денес навивам за Милан, клуб кој што ги носи истите бои како Вардар. Е повеќе од само клуб за кој што навивам. Е на некој начин идентитет, надеж, е некоја локална гордост и Вардар си го гледам како свој. Себе си се гледам како Вардаров. Сега, како и да звучи ова, не знам, мене ми беше фино да ви го кажам. Во секој случај, поздрав до хорот на Златно Славече, поздрав до момците од Next Time, поздрав до сите играчи на клубот, па и до управата, особено до капитенот на македонската репрезентација Стефче Ристовски, кој што саат време пред утакмицата беше надвор пред градскиот стадион и делеше бесплатни влезници на сите кои што сакаат да присуствуваат на пријателскиот надпревар. Поздрав до Гача, поздрав до цела управа на клубот, ама најмногу од се поздрав до комити, до луѓето кои што покажуваат дека се оди низ брда и планини и долини за да се сака клубот, за да се покаже колку ти значи клубот и фала им што организираа една така фина вечер, така убава вечер во која што сите можевме да се опуштиме, а и сите можевме да се извикаме на песните кои што толку добро ги знаеме. Ќе го завршам ова мое обраќање и ова видео со зборовите на капитенот на нашата репрезентација, Стефан Ристовски, кој што го зема микрофонот на 23-ти, застана пред публиката и им кажа: и не заборавајте,
Вардар не е само Вардар, не е само Скопје, Вардар е цела Македонија. Да, токму затоа има толку многу поддршка. Предобар роден ден, супер си поминавме. Сите клипови кои што ќе ги видите во ова видео се од таа вечер. Се надевам дека успеавме добро да ви ја доловиме атмосферата и се надевам дека и на 100-тиот јубилеј ќе биде уште подобро и исто вака жестоко како што беше сега. Тука го одјавувам ова видео. Вардар се враќа во март со лигашките надпреварувања, ние не одиме никаде. Скратен корнер продолжува да објавува видеа тука на овој YouTube канал, така што subscribe и заследете ги нашите социјални мрежи за да сте во тек со сето она што е ново. Бидете добри, навивајте за Вардар, уживајте во добар фудбал. Поздрав! То!